Tačno ke ja sakam, postaja svoja, skopi kaže mi. Општина Илинден започна со реконструкција на спортската сала Гоце Делчев, проект со кој по речиси 20 години користење ќе се подобрат условите за спортување и организирање спортски настани. Реконструкцијата опфаќа повеќе градежни технички зафати насочени кон подобрување на функционалноста, безбедноста и енергетската ефикасност на објектот. Предвидена е санација на спортскиот паркет со стругање и нанесување 3 слоја специјален заштитен лак, како и целосно ново обележување на теренот за повеќе спортски дисциплини. Во рамки на проектот ќе бидат обновени ѕидовите и табаните, ќе се поедисаат трибините, ќе се постават нови седишта и ќе се замени заштитната ограда. Од општината потсетуваат дека претходно извршена и замена на старите рефлектори со современи LED светилки, со што се подобрени условите за осветлување и енергетската ефикасност на салата. Увид во почетокот на градежните работи извршил градоначалникот Александар Ѓоргиевски, кој истакна дека реконструкцијата ќе обезбеди современи услови за спортистите, младите и рекреативците, воедно ќе овозможи организација на домашни и меѓународни спортски надпревари и други јавни настани. Од општина Илинден најавуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со инвестиции во спортската инфраструктура и капитални проекти насочени кон подобрување на условите за живот на граѓаните. Пожарот што избувна во близина на реката Лепенец е целосно изгаснат, информираше градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски, кој денеска изврши увид на терен. Според него пожарот е ставен под контрола благодарение на брзата и координирана интервенција на екипите на територијалната противпожарна единица Скопје, кои навремено реагирале и спречиле негово понатамошно ширење. Стојковски упати благодарност до пожарникарите за професионалноста и пожртвуваноста, како и до приватната компанија Ленди Груп, која помогнала со механизација во гаснењето и санирањето на терен. Во моментов се вршат активности за затрупување на опожарениот простор со земја. Од безбедносни причини се блокирани пристапите од правец на Лепенец, Ново село и кај конјичкиот клуб во Волкова. Во функција останува само еден контролиран пристапен пат кој овозможува непречено движење на жителите и на механизацијата ангажирана на терен. Од општина Ѓорче Петров апелираат до граѓаните да не се движат кон местото на пожарот без потреба и да ги почитуваат насоките на надлежните служби, се до целосно завршување на активностите за обезбедување на теренот. Општина Кисела Вода отвора постапка за доделување еднократна парична помош за граѓаните кои претрпеа поголеми материјални штети од неодамнешните обилни врнежи од дожд и невремето што го зафати подрачјето на Скопје. Од општината информираат дека заинтересираните граѓани треба да поднесат барање до архивата на општина Кисела Вода заедно со потребната документација. Кон барањето треба да се приложат фотокопија од важечка лична карта или пасош, фотокопија од трансакцијска сметка, фотографија од настанатата штета, записник од надлежен орган за претрпената непогода, како и доказ за сопственост на оштетениот објект. По приемот на барањата, штетите ќе ги разгледува посебно формирана комисија која ќе изврши проценка и ќе одлучува за одобрување на финансиската помош. Од општина Кисела Вода ги повикуваат граѓаните целосната документација да ја достават во најкосможен рок, со цел надлежните служби навремено да ги обработат барањата и да започне исплатата на средствата за најпогодените домаќинства. Општина Бутел продолжува со инвестиции во спортската и рекреативна инфраструктура. Градоначалникот Дарко Костовски денеска информираше дека во населбата Куџевишка бара интензивно се реализира проектот за изградба на нов спортско-рекреативен центар, кој целосно ќе го промени изгледот на постојниот простор. Според Костовски, новиот комплекс ќе се простира на површина од околу 2000 квадратни метри, а градежните работи се одвиваат со добра динамика. Со проектот старото и дотраено фудбалско игралиште ќе биде заменето со современ терен со висококвалитетна вештачка трева, наменет за рекреативен спорт и организирање спортски активности. Покрај новото фудбалско игралиште ќе биде изградено и ново детско игралиште кое ќе го замени постојното, како и летниковец, нови клупи и уредени зелени површини. Во рамки на комплексот ќе биде оформен и парк со што жителите ќе добијат нов простор за одмор, рекреација и дружење. Од општина Бутел посочуваат дека целта на проектот е да се подобри квалитетот на живот на граѓаните преку создавање современи јавни простори, достапни за сите генерации. Локалната самоуправа најавува дека и во наредниот период ќе продолжи со реализација на проекти насочени кон развој на спортската инфраструктура и уредување на јавните површини во сите населени места во општината.
Општина Ѓорче Петров воведува нова мерка за поддршка на учениците со попреченост, со која на секој ученик кој што ќе ги исполнува условите, ќе добие еднократна годишна финансиска помош во износ од 10.000 денари. Градоначалникот Александар Стојковски информираше дека мерката се однесува на сите ученици со попреченост од општината, согласно класификацијата и мислењето на Заводот за ментално здравје. Ќе се применува во текот на целото нивно образование. Според Стојковски, финансиската поддршка е наменета да им помогне на семејствата полесно да ги покријат трошоците поврзани со образованието, развојот и секојдневните активности на учениците, со цел да им се овозможат еднакви услови за учење и напредок. Тој нагласи дека локалната самоуправа останува посветена на создавање инклузивно општество и подобри услови за сите деца. Секој ученик заслужува еднакви можности за учење, напредок и достоинствен живот. Инклузијата не смее да остане само збор, туку треба да се преточи во конкретни мерки, грижа и поддршка, порача Стојковски. Од општина Ѓорче Петров посочуваат дека мерката е дел од заложбите за поголема социјална инклузија и континуирана поддршка за семејствата кои се грижат за деца со попреченост. Таму е Скопје, град мој љубав лише.